На крадецот му пораснале пердови. Чита Александар Станојков. Имала една баба една квачка со пилиња. Израсле пилињата за јадење в тасале. Имало еден богат и одеа таму кај него пилињата дење. Тој си ваќаше по едно и си јадеше. Бабата саде нив и имаше. Немаше ни челат, ни ништо. Саде нив си имаше и со нив се радуваше. Богатиот едно по едно во 3 дни изеде. Кој пат си идела квачката со пилињата, по едно немало. Бабата велела: "Што свиди у мене, што завиде, саде нив и имам." Секи ден по едно и гинеше и таа се на Бога оставаше. Велеше ти Господа му плати на тој што и јади пилињата. Богатиот таман и дојаде пилињата, пердуите што беа на нив, сите никнаа на него. И тој веќе не можеше да излезе, зашто го беше страм. И седна во ќошо во куќата и се стори како лив и е вели на домаќинката: "Сега, домаќинко, што ќе правиме? Оди викај духовнико лек да кажува." Појде жена, го викна духовнико. Иди духовнико, која погледнува во ќошо, што да види? Нешто како лив, дури се уплашува. Богатиот му вели на духовнико: "Еве, јас ова го направив. Имаше една баба, 12 пилиња, колку изедов, сите пердуи ми никнаа." Духовнико му вели: "Нема лек. Оти на Бога остаала, таа не те колнала, ами на Бога остаала и тој ти платил. Ако да имат нешто друго, земи." Уште квачката е. Земи е квачката, а ако остави на Бога, така ќе си бидиш. А ако земи да колнит, ќе ти паднат пердуите. Богатиот рече: сега ќе дојде квачката, ќе ватиме да ја уготвиме. Дојде квачката, ја ватија, му уготви домаќинката и кога седеа да вечера, бабата си чекаше квачката да си дојдит. Кога не дојде, вати да колнит. Срце да го јади, болест да го јади, краста да го јади, али малце му беа пилињата, ми квачката ми ја изеде. Со неа ќе си извеев друзи пилиња. Ко што вечераше богатио, пердуите му падна, оти колнеше бабата. Да остаеше на Бога, не му паја. За се човек треба да остаа на Бога и тој ќе му плати, зашто не е кајл Бог да колнит човек. Што колнит човек се да бидува, веков би се затрел.